Сипаниците кај овците ги уништуваат стадата во Македонија. Досега се угинати 7.000 до 10.000 овци и уништени се 40 до 50 стада. Финансиските загуби се големи. Одгледувачите излегоа пред владата за итно да побараат поголемо обештетување поради загубите и вакцини за животните во најбрз можен рок. Алармираат дека состојбата е сериозна и болеста го уништува сточарството во земјава. Бараат надлежните да реагираат и да најдат решение за проблемите, бидејќи секој ден има појава на нови жаришта. Предупредуваат дека некои сточари ги носат грлата на добиточните пазари без да знаат дали се заболени, што е дополнителен ризик. Бараме од влада за што побрзо да најдат решение со ова болеста, да набават вакцина и таа вакцина да се испита дали е конкретна за ова болеста. Досега имаме над 50 жаришта, имаме околу 40-50 уништени стади и бараме за што побрзо да им се наплаќаат, да ги обештетат тие луѓе. Надлежните велат дека будно ја следат состојбата и ќе го заштитат сточниот фонд. Некои од сточарите почнаа и приватно да ги вакцинираат овците. Од Агенцијата за храна и ветеринарство изричито забрануваат на своја рака да се вакцинира стоката со вакцини од непознато потекло. 500 милион вакцини против сипаници кај овците и козите треба да пристигнат од Турција како донација. Се очекува тие да пристигнат деновиве, а дополнителни дози се побарани и од Европската комисија. Очекувам 500.000 вакцини да бидат стигнати. Меѓутоа, првично ќе се водиме од ЕУВЕТ. Тоа е Европска агенција на ветеринарни комори кои што се стручници и професионалци за да ни кажат што значи тоа дека сточариве без да биде запознаена Агенцијава за храна и ветеринарство, без да бидат запознаати ветеринарните друштва, ветеринарните станици, ветеринарните клиники, ветеринарните амбуланти, сами на своја рака, без присуство на ветеринарен доктор и без посочените институции кои што ги кажав, вакцинираат. Дел од вакцините кои што се несоодветни, имаме добиено позитивни мостри. Министерството за земјоделство предупредува дека неконтролираната вакцинација може да го отежне следењето на болеста. Сомнителните случаи на угинување треба да се пријавуваат во ветеринарните друштва, се земаат крв и брисеви за лабораториско испитување, а ако има потврда, следи еутаназија на животните и нивно закопување. Во Македонија сега има околу 250.000 до 300.000 овци.